да ви се заблагодарам што во толку голем број денес не почестивте. Идејата за денешното предавање беше во пресред на големиот христијански празник. Малку да чуеме нешто повеќе општо за тајната на Воскресението, а и малку повеќе да се задржиме на обичаите за празнувањето на Великден, оние кои што се заеднички, кои што не обединуваат сите како христијани, но кај сите имаме понекои мали разлики, така што ќе позборуваме малку и за она што е различно помеѓу македонските и руските обичаи. Идејата ни беше во пресред на празникот да позборуваме на таа тема и особено сме благодарни што отец Атанасиј се согласи денеска во таа чест да позборува нешто повеќе на оваа тема. Повеќето од вас веројатно го знаете, отец Атанасиј е монах, свештенослужител во Марков манастир во близината на Скопје, одговорен за издавачката дејност на Скопската епархија и јас не би должела понатака, би му дала збор на отецот да започне со денешното предавање. Добро вечер на сите. Најпрво да се заблагодарам на Рускиот центар и на директорот на центарот Илјана за поканата и за можноста да се одржи предавање со ваква содржина и ваква тема, поготово во вакво време кога насекаде, не само во школскиот систем, туку насекаде се балансира меѓу атеизмот и агностицизмот, па да се подсетиме дека ние сме душа и тело. Како што телото има храна, така и душата треба да се храни. А еден од видовите на храна на душата е и словото, поуката, кога се учиме во верата. И затоа благодарност уште една за таа можност. Темата на денешната средба, како што пишува тука, тајната на Воскресението, првиот дел, и во вториот дел на крајот ќе направиме поврзано со обичаите кои што се разноразни и произлегуваат од суштината, меѓутоа ќе се задржам само на некој од нив, кои што се покарактеристични. Но најпрво, со оглед на тоа дека утре е веќе Лазарева сабота, за утре е Цветница, позната на сите, почнува така наречената страстна, страдална седмица и веќе следната недела е Великден, Воскресението Христово. Што значи уште од утре веќе влегуваме во празнување на Воскресението. Лазаревото Воскресение е навестување на општото Воскресение на целиот човечки род. Токму и затоа е избрана оваа тема на овој ден, за да се објасни нешто во врска со тоа. И сега, за да почнеме да објасниме за Воскресението, да може да се свати колку што е можно тоа појасно, потребно е да се вратиме назад, многу назад, уште на самиот почеток. Па ќе дојдеме до Христа и се е некако поврзано. Значи не можеме во целиот тој домострој, тој план Божи за спасение на човекот, кој што го имаме ние па преку празничниот циклус во црквата, сите тие настани, не можеме да ги гледаме изолирано еден од друг. А кога зборуваме за Воскресението, кој што му претходи смртта Христова, несомнено мора да се осврнеме и на очовечувањето на Синот Божи и на раѓањето Христово. Бидејќи, за разлика од нас, како што води текот на човештвото во историјата, се раѓа па умира, кај Христа е истото, само што
заради смртта се раѓа. Че неговото раѓање е заради смрт. За таа да биде победена, да ја победи во име на целото човештво, како последен непријател наш. И сега да одиме на почеток. Бог го создава светот од ништо. Од небитие може да се сретне, или од ништо предходно постоечко, како и да е. Просто кажано од ништо. Несоздадениот, единствен, кој што е несоздаден, единствено несоздадено битие е Бог, Творецот, Вседржителот, Создателот. Сите се тоа називи кои што му ги даваме не според неговата суштина, туку според неговите пројави, или како тоа на богословски речник го нарекуваме енергии. Че како што се пројавува, така и ние го нарекуваме. Го создава целиот свет од ништо. И тоа е опишано во првата книга Мојсеева, на почетокот од Библијата. За на крајот да го создаде човекот како круна. Меѓутоа, предходно, предвидливиот свет создава невидлив свет. И тоа е исто многу битно да го знаеме и да не го испуштаме од предвид. Тој невидлив свет, или ангелски свет, наречен, постои предходно. И сега токму тука се случува и првиот бунт против Бога. Познато и тоа на тие кои што навлегле во не многу во теологијата, барем малку прочитали се во верата, знаат дека тој прв бунт е всушност отпадништвото на еден од ангелите. И го нарекуваме пак според својствата него, како што се пројавува, не дека е несватлив, создадена, но го нарекуваме и дјавол. Тоа е грчки дјаволос, што значи клеветник. Една битна негова карактеристика. И се во денешно време, заради многу влијание, што од филм, што од книги, од разни влијанија, посебно последниве, ајде 100 години да ги кажем, може и повеќе на разни начини, но тука овие 100. Сето тоа некако на светот му изгледа како бајка, како некои приказки. Добро, зло, борба, дјавол, ангели, тоа некако така изгледа како нереално и дури се мисли како дека е некоја само персонифицирање на зло, на добро и така. За жал тоа во нашата свест е уште од самото раѓање на овие наши генерации присутно. Ова го напоменувам чисто затоа што доаѓа таа мисла кај луѓе кога се зборува за ова. Меѓутоа, ние треба да бидеме свесни дека повеќе имаме невидлив свет отколку видлив. Толку за тоа. И сега одиме до создавањето на човекот како круна на целокупното создание. Што е човек? Душа и тело. Значи, тоа се двата елементи од кои е составен човек. Телото, сите знаеме, е од земјата. Ги содржи сите елементи, односно елементите кои што ги има телото, се од земјата. И тоа е тој видлив свет. Меѓутоа, самото тело, составено од тие елементи, само по себе е безживотно. И тоа што му дава движење, живот, е она што го нарекуваме душа. Исто така на самиот почеток од Библијата стои дека човекот е создаден според образ и подобие Божие. Е сега, тој образ Божи, икона, слика може да се преведе, меѓутоа образ, икона се
некако најадекватните термини, како што и стојат во Светото писмо, всушност укажува на тоа дека во нас, во човекот, има нешто што го привлекува кон таа превозвишена суштина. Бог, создател Творец. И тој елемент е всушност душата. И таа е, нема форма, нема изглед, невидлива е за око. Меѓу другото и во тоа се состои богообразност. Значи, како таква, невидлива, без форма, не може да се определи, не може да во едно место да се ограничи. Иако е создание, преку неа човекот стреми кон Бог. И повикот на човекот, всушност првобитната состојба како е создаден, е во себе да го обедини целокупниот свет. Значи и овој материјалниот, кој што се состои телото, и тој духовен свет, невидлив за нас, тоа што има и душата во себе. И така почнува постоењето на човек. Со таа една намена, да речеме што има цел, да расте постојано во заедницата, заедничањето со Бога и би се развивало и би се размножувало тоа на некој начин кој што бил предвиден тогаш. Но се случува, затоа го спомнав на почеток, дјаволот, тој паднат ангел клеветник, кој што се определува да биде во злото. И од завист сака да го привлечи човекот во злото. Односно да го оддалечи од Бога. И сега тука неминовно се поставува прашањето што е зло. Затоа и го спомнав тоа. Мислење што постои борба на добро и зло, дури имаме цели системи философски, религиски, кои што се занимаваат со тоа на еден погрешен начин, но некако се обидуваат да го објаснат. Злото нема постоење. Значи, отсутството на добро е зло. Тоа е вака најпросто кажано, за да може да се разбере. Нема постоење, нема суштина, нема своја ипостас. Со разни термини се дефинира тоа и се објаснува. Но важно е тоа да се знае. Споредбата што обично и светите отци ја прават е со ноќ и ден. Дене, кога грее сонцето, кога не грее ноќ. Меѓутоа ноќта како таква не постои. Значи, со светлината, темнината е некоја најприближна споредба, за да може човек да свати дека злото нема своја суштина. А доброто зашто има суштина? Затоа што изворот на секој добро е несоздадениот Бог. Сите добродетели се содржат во него. И се она, рече мудрост, сила, чест, слава, храброст, сите добродетели да не ги набројувам, љубов, милост, сите извираат од Бога. И човекот е создаден за да учествува во сето таа полнота на доброто и да се развива. Но кога се определува да се оддели од изворот на животот, од изворот на доброто, тогаш настапува таа темнина, односно зло. И ова е важно да го знаеме и во контекст на темата со воскресението, затоа што е битно за на крај. Воскресението за кое што зборуваме има своја цел. И сега по наговор на ѓаволот, заради завист, првиот човек отпаѓа од таа заедница со Бог. Знаеме, тоа е непослушноста на Адам и Ева. Непослушноста за да јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. И тоа, накратко само, за да може да се разбере, најпросто,
станува збор за познание на мешавината меѓу доброто и злото. И тоа е она што не следи преку целата историја. И сите нас и во личните животи и на глобално како човештво. Таа мешавина, тој привид на доброто помешано со зло, е она што го оддалечува човекот од целото на своето постоење. Пак ќе нагласам еден светоотечки пример за тоа е како во една тегла мед да има малку отров. Тоа ќе биде отров. Меѓутоа привидно, тоа е сладко, има мед и така. И со самото одделување на првиот човек кој што е родоначалник, треба од него да почне човечката природа да исполнува својата цел, веќе влегува злото. Како малку отров, семе, како и да е влегува. И веднаш потоа, а пред тоа Бог му кажува: се ти е допуштено, само немој ова од тоа дрво да јадеш. Доколку тоа се случи, ќе умреш, ќе умрете со смртта. И сега што се случува? Како е прикажано, изгонети се првите луѓе од рајот тогаш. И сега настапува смрт. Клучниот проблем. Како? Адам и Ева живеат и понатаму. Им се раѓаат деца. Човештвото продолжува. Но влегува смрт. Смртта е двојна, и духовна и телесна. Како што одвојувањето на душата од телото представува смрт за телото, така одвојувањето на душата од изворот на животот представува смрт за душата. И затоа во овој случај прво настапува смртта на душата, а потоа на телото. Така е редоследот, така е поредокот како е создаден човекот. Душата го раководи телото. Тоа е што му дава живот, а душата црпи живот од Божјата благодат. Од оној што навистина е живот. И така смртта почнува да влади и да станува наш најголем непријател. Меѓутоа, од друга страна, смртта е израз на Божјото човеколюбие. И ова е исто несватливо за човек која површно гледа на животот. И сега како? Како може смртта да е добротворство? Како може да е израз на големо човеколюбие Божие? Така што, доколку останела состојбата претходна и човекот живее бесмртно, злото ќе беше, кој што ние рековме нема своје постоење, ние со таквиот наш незрел однос ќе го направивме бесмртно. Ќе продолжише тоа. Иако нема своје постоење, но ќе имаше бесмртност. И сега, за да не се шири тоа, за да прекинува, настапува телесната смрт. Не е тоа намерата, не е тоа волјата Божја за човекот. Воопшто. Но сега, од моментот на падот, од моментот на болеста на човековата природа, Создателот почнува да ја излекува, да ја лечи. Тоа лечење оди постапно. Трае, уште трае. И во функција на тоа лечење е телесната смрт. Но сега тоа не е доволно. Тоа е само една етапа. Знаете, исто како некоја споредба, ајде тука, за да биде уште појасно, како кога има некоја рана со гној,
обично таа рана не ја затвараат одма, туку да се исчисти гнојот, се тоа што е таа неплатечност, што е штетна да излезе за да не направи компликации, па после се затвара. Истото е и ова. Значи треба злото, кој е тој гној за човечката природа, целосно да се исчисти. Не може никој да го направи, тоа се кој го создал. Човекот и го одржува. И му дал намената. Цел. Првата фаза е тоа. Сега треба да се стигне и до соединување на Бога и човек. Во таква состојба невозможно било. Не можел човекот никако тоа да го направи. Оваа бедна состојба во која запада. И го имаме тука тој старозаветен период на подготовка на човековиот род, за да дојдеме до оној момент на соединување на Бога и човек. На кој начин? Така што Божјата и човечката природа ќе се соединат. Не може човек да го направи тоа, ќе го направи Господ. На кој начин? Самиот тој ќе се очовечи. Ја зема на себе човечката природа, неразделно и неслиено ја соединува во личноста на Синот Божи, и тоа е Богочовекот Христос. Значи, клучно тука што треба да запамтиме е дека во Христа како Богочовек има двете природи соединет, но личноста е на Синот Божи, нема човечка личност. Ја има целата природа на себе, човечка. И така доаѓаме до таа тајна на вочовечувањето и раѓањето на Синот Божи. И тука, за да дојдеме до смртта Негова и воскресението, кога ќе се излечи нашата смртност, имаме пак една постепеност. Прво, Христос се раѓа и поминува сите оние фази на човековиот живот. Но важно е да знаеме дека се раѓа не на оној вообичаен начин кој што се раѓаат луѓето. И сега и за тоа, зашто? Припадот, кога паѓаат Адам и Ева, таму стои во Библијата дека се облечени во кожни облек. После тоа. Сега тоа не станува збор тука за кожа, кожа, што прво би ни дошло во мисла. Туку станува збор за тоа што човекот се облекува во безсловесната природа, односно во она што се животните. И целокупниот наш начин на живот, на функционирање од тогаш е животински. Начинот на размножување, растење, јадење, пиење, разболување, старење, смрт. Сето тоа е карактеристично за безсловесната, така наречена природа. А човекот спаѓа во словесно. И тие кожни облеки се она тело што ние го имаме. И така преку тој начин на зачнување и раѓање, така се продолжува човечкото. Меѓутоа, за да се излечи таа состојба во Христа, тој не зачнува на ист начин, туку преку Светиот Дух, а се раѓа од жена, девојка. Значи, гледаме, неговото раѓање не е предизвикано од страст, која што ја подразбираме не само како страдање, туку како измена, промена. А уште попросто кажано, не е на оној начин според кожните облики.
Затоа што пак целта е воскресението, а воскресението е враќање во првобитната состојба. И сега по тој процес оди. Христос и расте, и доаѓа до 30 годишна возраст, почнува неговото дело, поучува и делува. Како ли го навестува воскресението? Ни го навестува со збор. Едно. Меѓутоа и постепено. Читаме во Евангелијата, лечи од смртоносни болести. Само со еден збор. Допир. Не еднаш. На наједноставен може да не подготвува полеку. Зашто болеста е тоа израз на распадливост и на смртноста во која што сме се облегли, кожните облеки. Во тоа воскреснува една девојка, воскреснува и уште едно момче. Знаете, постепено како оди. Прво болестите, па воскреснува девојка што туку умрена, па тоа момче малку време поминало да е умрена, а не е погребана уште, за да дојдеме до оно што утре го празнуваме. Лазар, после 4 дена. И на крајот со неговото воскресение е триумф. И зошто воскресението негово е триумф? И како нас не спасува? За да дојде до тоа треба да умре. Умирајќи, вкусувајќи ја смртта, смртта доаѓа во допир со Бога и не може да обстане. Па умира смрт. Тука има уште еден момент. Повторно ѓаволот ќе го спомнем. Тој го гледа Христа како човек, гледа дека нешто е необично. Се раѓам како што се раѓа, не му е јасно како, ама нешто необично е. Действува необично со сите тие дела што ги врши со власт. Не може да разбере дека тој е и Бог. Не го знае, не ја знае таа тајна. Даш? И сега се фаќа на таа мамка. Значи Господ врши, прави еден вид измама на ѓаволот. Затоа што вој кога гледа дека има пред себе нешто такво, а е како човек, сите своји напори ги насочува кон него. Сега сака него да му наштети колку што може најмногу. Мислејќи дека тоа ќе биде кулминација на неговата борба со Бога. И тука всушност паѓа на таа борба. Успева до таму преку луѓето да го убие Христос. Христос да доживее, да претрпи смрт. И тука веќе доаѓа поразот на ѓаволот и на смрт. И сега може да се постави прашање зошто Господ сето ова го прави. Зошто целиот овој процес? Од почеток, па со смртта, па пророците како навестуваат, па сега ова со Христа, па уште имаме. Затоа што Бог покрај тоа што е силен и може да приговори некој, да каже доаѓа такви мисли, па всемоќен е Господ, со еден збор, со еден потек може сето тоа да го регулира. Главно е тука одговорот, клучот на одговорот е дека една од карактеристиките наши како богообразни битија е слободата. И не би можеле да бидеме богообразни, да се уподобуваме на Бога ако ни одземе на слободата, тогаш никако. Без слобода нема ни добродетел. Нема ништо. Човекот
действува онака како што го води оној кој што го принудува. И ако нема слобода, нема добродетел, нема живот. Тогаш пропаѓа целата поента на постоењето на човек. Тоа е едно. Друго, зашто измама да користи со ѓаволот? И може ли тука нешто исто? Што ѓаволот е Божјо создание, паднат ангел. Нели обично така размислува човек во својата логика. Па и у денешно време посебно со филмовите кои ги имаме. Научна фантастика и се друго, и се сведува на тоа кој е посилен, кој ќе го победи добриот, секојаш се појавува некој добар кој што е силен многу и ги победува сите лоши и така завршува филм. Заедно со силата што има Бог, има и мудрост и правда. Според таа мудрост и правда не може да постапи кој. Па праведно е кога ѓаволот го користи измама на почеток за да го заведе човекот, сега Господ во име на човекот користи измама. Тоа е праведно од аспект на Бога. А и од аспект на сите нас, ако го размислиме, тоа е праведно. За да не остане никаков простор за никаков приговор, дека Господ постапил неправедно. И сега воскресението, како воспоставување, обновување на човечката природа во незината првобитна состојба, како чин представува повторно собирање на елементите што се разложило телото. Дали умира телото, се разложува на елементи. Нивното повторно соединување представува во едно тело и враќање на душата во телото, тоа е воскресение. Сега тука многу зависи од животот на душата, односно нашиот живот. Бидејќи Бог поделил некако постоењето на човекот на два дела. Во функција на ова лечење цело време. Првиот е овој краткотраен, што го имаме со душа и тело. Вториот е малку подолго. Кога постои само душата, телото е уште разложено. И сега душата треба да се храни, да живее и да се определи што сака. Ако се определи за заедница со Бога, да живее во доброто и во добродетел, како и да го именуваме тоа, тогаш почнува што тука да се чисти од злото, од наслагите на злото што ги има. Почнува. Па после продолжува. Значи тоа исто важно да го знаеме, дека како создание не сме статични битија, туку се движиме постојано и тоа и во вечност. И сега кога душата го напушта телото, продолжува таму каде што застанала со своите желби, афинитети, се она што го има. Кога ќе го напушти телото, единствената реалност е само Бог. Бог е тогаш и храна, и пиење, и сонце, и воздух, и вода, се што може да има. И сега прашањето е тука колку се навикнал човек да живее во таков амбиент, колку сака. Затоа што кога се прилепуваме премногу за она што е пропадливо, материјално, мимливо, тогаш веднаш по напуштањето на телото, иако тој претходно се чувствува, ама после тоа веќе ништо од тоа не може да се реализира. Пример, ако човек наоѓа утеха и наслада само во јадење, ако е навикнат да живее во интриги, ако не простува и редица други противприродни состојби на човек, тогаш истото ќе сака да го прави после. Ама нема да може.
Нема да може затоа што дел од тие навики се поврзани со телото, ова тело што го имаме со кожни облик. И второ, затоа што ме единствената реалност Бог, ние сме повикани да бидеме во заедница и со Него и со сите луѓе. И, например, ако не простуваме некому, така сме се навикнале да живееме во омраза, во злопамтење, ќе пробаме истото, тоа душата би можела тој без тело да го прави, ама нема да може. Затоа што пак, кога на почеток што кажав, злото нема своје постојање. И сега тоа, добро, тоа се случува, тоа е пак таа привремена фаза која што е на душата. Меѓутоа што се случува со телото? Телото разложено е во гроб. Или каде што е, се разложено по целата земја. Многу тела се. Душата го препознава секој елемент од телото во кое што пребива. И на крај, само на еден Божи збор, да кажем, наредба, повелба, кога ќе дојде тој момент, ќе се соедини повторно душата со телото од тие елементи. Ова е пророкувано многу јасно, уште од Стариот Завет и многу карактеристично е, има многу места. Меѓутоа, еве како пророк Езекил, 7 века пред Христа, вдахнуван од Светиот Дух, го видел ова. И тој кажува, се спушти раката Господова врз мене и Господ ме изведе преку Духот, ме постави среде полето, а тоа беше полно со коски. И ме проведе околу нив, а таму имаше многу коски во полето и тие беа наполно суви. И ми рече, сине човечки, ќе оживеат ли овие коски? Реков, Господи Боже, ти го знаеш тоа. А ми рече, изречи пророштво за тие коски и кажи им, коски суви, чујте го словото Господа. Така им вели Господ Бог на оние коски, еве јас ќе внесам во вас дух и вие ќе оживеете. Ќе ви дадам жили, ќе направам на вас да израсне месо, ќе ве покријам со кожа и ќе вдахнам во вас дух, па ќе оживеете и ќе познаете дека сум јас Господ. Гледате, тие Духот Божји е тој што оживува. И на уште едно место, во еден псалм, 103, кажува, го одземаш ли Духот нивни се сознава, умираат, го праќаш ли Духот свој се сознава. Значи Духот Божји е тој што оживува. Сега, кога ќе дојде тој сам момент на воскресението на целиот човечки род, чиј што почеток е со Христовото воскресение, тогаш нашето тело на сите луѓе ќе биде како Христовото по воскресението, односно вратено во првобитната состојба, како е создадено, па и уште пославно. И затоа, ако некој се праша што ќе биде со, дали ќе воскресне истиот лик, истиот човек, како што ние емпириски сме го запознали или се познаваме. Па може да праша, има човекот рака, уста, органи за размножување, се она што спаја во кожни облики, а тоа нема да биде потребно. Значи пак одговорот на ова лежи во тие кожни облики. Воскресението е враќање во првобитната состојба, што значи функциите на овие органи нема да бидат такви. Меѓутоа, добива човек едно тело од истите елементи, преобразено, славно. Ова доколку некој му е многу жал што ќе се раздели со телото. Но има тоа. Има. Човек тагува, жал. Поготоа, ако знае дека му се ближи, секој од нас треба да го знае тоа во секој момент, ама еве, доаѓаат години, болести се. Да доаѓа некој жал таа. Ќе го добиеме телото, меѓутоа многу пославно преобразено. Она што од нас зависи за да може да учествуваме во Христовото воскресение,
состојби. За да не ни биде тоа, да не може да се снајдеме во таа состојба, е колку што можеме да ги тргаме на славите од злото. Како? Имаме Божите заповеди, кои што не насочуваат по пат природен, однака како што човекот е планирано од Бога да функционира. И така полека се ослободуваме од се она што ме врзува за материјално. Инаку, ако душата навикнала, како што кажав претходно, на некои други состојби, тоа што тело тешко ќе може да го поднесе. И тоа е она што пекол се нарекува во преданието. Нели пекол, оган, сите тие термини. Не станува збор тука за ништо материјално што гори. Туку пеколна е таа состојба. Значи, ако е пеколна состојбата, кога душата не би можела да реализира некоја своја страст по одвојувањето од телото, уште поголем пекол е кога нема да може тоа да го прави, ќе има тело. Затоа што едноставно тој вид на тоа преобразено тело не е таков, за да може ние да си ги реализираме тие страсти кои што се зло. Значи, и сега до кога ќе трае тоа? Пишува на едно место кај апостол Павле, на крај ќе биде се во се Бог. Бог ќе биде во се и во сите. Ако биде Бог, тогаш како може да има зло? Значи, тоа очистување од злото, од наслагите на злото, трае долго време, ќе трае долго време, додека не тие наслаги целосно не се тргнат од човечкиот род, и тогаш целокупното човештво ќе му се поклони на Бога. Значи, оно што го нарекуваме светотаински и подвижнички живот на црквата. Подвижничкиот е тој, таа борба за стекнување на добродетелите, за раст, стекнување на љубовта кон Бога преку сите нели тие заповеди што ги имаме. А светотаинскиот е причестувањето со телото и крвта Христови, кога ние се причестуваме токму со воскреснатото тело Христо. И тоа се начините на кои што ние учествуваме во воскресението, кое што неминовно ќе дојде, меѓутоа начинот во кој што ние би требало да се оспособиме, да кажем попрецизно, за да можеме да се снајдеме во тоа воскреснато тело. И уште многу сега може тука да се и да се дообјаснува и да се анализира, и секако и ова време како што е тука предвидено не е доволно, но се само некои така контури, да речеме, на целиот овој долготраен процес, кој што представува и смисла на нашиот живот. И оно што тука сигурно, сега ги испуштам да го кажам, има и други детали, има прилика и секој да се заинтересира и да го прочита и осознае, ќе има прилика сигурно и вака и тука, на други места, без разлика каде, предавања, полуки, разговори, кај што може уште повеќе да се до детали сознае ова за кое што сега јас така може го нафалев, на многумина може да им е нејасно. Иако сето ова е всушност оно што се содржи во целокупната проповед на црквата. Па тие што редовно одат на литургија, од тука присутните, знаат дека се тоа веќе во поголема мера, во поголем дел е спомнато и се спомнува само во различни ситуации и моменти. Значи, како резиме на ова, па ќе преминеме по вториот дел. Резимето е дека
човекот создаден по образ и подобие Божи се состои од душа и тело. Со оддалечувањето од Бога и непослушност влегува смртта, која што има за цел да го направи, да спречи да биде злото бесмрт. Душата по разложувањето на телото продолжува да живее онака како што се определила да живее. И во еден момент, заради Христовото воскресение, ќе дојде и нашето воскресение, кога душата ќе се врати во телото преобразено, прилагодено за тој нов начин на живот. И тој нов начин на живот, тоа ново трајање, да кажеме, кое што е после времето е во вечноста. Знам дека може овие термини малку изгледаат на некои несватливи. Времето ќе помине, ќе заврши, вечност. Но, како и да е, тоа е така и треба да го запамтиме такво. Тој живот во вечноста, во Царството Божјо и како и да го наречеме, има уште еден назив, а тоа е осмиот ден. Осми ден е, затоа што е непрестојан, нов, кој што продолжува и нема да заврши, како што е Бог бесконечен и извор на се она што кажав и добродетели на живот, така учеството, заедничарењето во Бога е бесконечно. И растењето во Бога е бесконечно. И тоа е тој осми ден. И сега, ќе спомнам нешто за обичаите поврзани со славењето на Христовото воскресение. Има еден обичај, занимавајќи се со оваа тема, видов дека има еден руски обичај, поврзан со Великден, кој што е стар, векови наназад, денес е тоа во поинаква форма. Се некоја Красна Горка, прекрасна ритче, нешто измишено. И тоа е поврзано со осмиот ден. Затоа што самиот назив Красна Горка е синоним за Томина недела. Томина недела е неделата веднаш после Великден. А целата недела од Великден до саботата до Томина, која што ја нарекуваме Светла седмица, е еден ден. Се празнува Великден. Идентично, буквално. И богослужението е исто се. И тој е еден ден, и тој е еден ден на Светлата седмица го символизира оној осми ден, за кој што кажа. А таа Томина недела уште црковно се нарекува антипасха или наместо Пасха. И таму пишува во Евангелието, на осмиот ден дојде Христос, кога му се покажал пак на Тома, нели не верувал, па барал доказ за да го види, Христос му се појавил. И овој празник и обичај руски, великденски, Красна Горка е поврзан со ова, иако има и своја подлога, има и во паганството. Меѓутоа, како и сите други обичаи, а може не сите, ама повеќето, биле пагански и црквата ги христијанизира, односно ги преобразува. Тоа е буквално со сите. Не само обичаи. Така и со темјан, со свеќи, со многу работи. Многу. Но, да се задржиме на ово, како прв од обичаите го кажувам, од руските, затоа што последно кажав за осмиот ден. И тоа што искачувале луѓето на некој ритче, па играле, пееле. Од паганството потекнува раѓањето на
пролетта, појавањето на пролетта, поздрав кон пролетта, песни кон пролетта и се она поврзано со пролетта. И сега тоа се христијанизира и тогаш токму и тоа радување, пеење, играње, се што го имало, а денес колку што гледам и како што разбрав, го нема баш тој обичај вака, туку повеќе луѓето на красна горка одења го нарекуваат одење на гробиште после Великден, што исто си има своја смисла, правењето помен не. Затоа што црквата не прави помен за упокоени во страстната и светлата седмица. Меѓутоа, одењето на гробиште и да се каже Христос воскресе на упокоените е сосема христијански обичај. И сега за време на постот, кој што претходи нели на Великден, ние обично не се препорачува, не е предвидена и да кажем разрешено, дозволено прослава. Од никаков тип, дури ни светители не празнуваме тогаш. Се падне некој празник на светител, од понеделник до петок се пренесува празникот во сабота, евентуално, па и тоа ако мора. И затоа луѓето тогаш, рускиот народ тоа забележува, после Великден веќе почнуваат со прослава, со играње, со пеење, со свирење, со оров, со игри, танци, карактеристични за поднебје каде што живее рускиот народ. Нели денес поврзано е само со евентуално одење на гробиште. Но тој празник, обичај, како и да е, бил поврзан и со мажење жени. А некаде се сретна како празник на девојки. Сега и тоа има основа во црквата, во црковното учење, во црковното предање. Затоа што за време на Великденскиот пост не е дозволено венчавање. Не е дозволено венчавање и сега венчавките се оставаат за после. Така да сега зборувам за христијанската основа на ова. Има тука и пагански моменти, но она што е христијанизирано. Исто така и прославата на пролет. Многу присутна е тука, карактеристично и за ова красна горка. И тоа е преобразено со Христа. Па самата пролет, како будење од замреноста во зима, исто е символ на воскресението. Тоа не е случајно од Бога на така регулирано да биде. Си има своја символика. На крај, се што е телесно, материјално видливо, е символ на оно невидливо. Па така и ова. И затоа таа прослава на пролета, секоја што кај луѓето било поврзано со прослава на животот, всушност. И сега не им било јасно, биле во заблуда. Христос уште не бил дојде. Сите, освен израелскиот 30 народ, биле многу божци. Сите. Но, да речеме на овој обичај, тие христијански елементи навистина му прилегаат. Исто така во овој контекст, одењето по домови, поготово во светлата седмица, тоа било и тука. Не знам сега колку е тоа зачувано, задржано. Денес живееме во време кога и слава луѓе слават во ресторан, така да многу работи се изгубени. Па и ние имавме, и рускиот народ, имавме период на атеизам. Излегува генерации како што излегува. И многу се изгуби тука. Но тоа одење по домови за честитање на празнот
Тоа нормално неизбежно е јајцето. Еве го, сите го знаем. Тоа е општо православно. Потекнува уште и тоа си има свој пагански корени како символ на животот. Но христијанизирано е. Символ на животот, од него излегува живот. Лушпата се крши како гроб. Отвара излегува нов живот. И тоа го имало и од други цивилизации. Марија Магдалена, кога била кај императорот, носела јајце за да му каже Христос воскресе, и соопштила дека Христос воскреснала. Тој рекол кога ова јајце од бело ќе стане црвено, ја ќе поведувам. И тоа станало црвено и така е. Од тогаш е преданието да се фарбаат црвени јајца, но црвената боја ја символизира Христовата крв, но и крвта генерално како живот. Че црвената боја е символ на живот. И затоа се фарбаат црвени и сега тој обичај на кршење со јајца, на поздрав Христос воскресе, воистина воскресе, го има секаде. Тој поздрав бил пропратен и кај рускиот народ, но и кај нас. Што е заедничко и денес, да речеме, изгледало. Пропратен со трикратен целив. Знаете тоа како изгледа. Во црквен амбиент тоа уште е некако зачувано, но надвор скоро и да го нема. И остануваме само на тоа Христос воскресе, воистина воскресе со кршени јајца, но символиката е таа. И сега, друго што е карактеристично за рускиот народ, а малку познато кај нас, е подготовката на Пасха и Пасха, тоа е еден колач, и кулич, уште е еден леп. Че двете се колебо. Има тука кулич. Куликион е зборот старогрчкиот кој што потекнува оваа кулич. Значи округла форма на леп, на нешто. И тој го има кај нас, овој обичај го нема, кај русите го има. Има разлика со она што е Пасха, еве го ова доле. Сега, мала разлика има во составот. Ова е благо Пасха, другото е не. Продуктите се, сега тука да не навлегувам јас во тоа, многу во начинот на подготовка и изготовка на ова, тоа некој што е по се разбира во готвење може да го прикаже, но она што мене ми е карактеристично и сакам да го нагласам е овој изглед на пирамида. И тоа не е случајно да бидат високи овие колачи, наречени Пасха. Пасха, знаете, сите, значи премир. Тоа е од еврејската Пасха и Великден е всушност Пасха. Самиот празник. И ова го символизира Голгота на кој што Христос се распна. И потоа јадењето на оваа Пасха, на овој колач, символизира победата на животот над смрт. Се интересни сите овие моменти, не случајно си гледате тука ХВ има. Христос воскресе. А за кулич, тој лебот друг. Постои основа и во богослужбената пракса на црквата што од древни време. И ето таму е запазено. А која е таа пракса? Се благословува еден леб, артос, може да се сретне. Артос е грчкиот назив за квасен леб.
се благослова еден леп кој што целата светла седмица е во црква. Како благословен. А своето потекло ова го влече уште од апостолите. Кога Христос се воскреснал, се вознал, тие останале во Јерусалим и секогаш кога се собирале, оставале едно место празно за Христа и тука еден леп ставал, еден парче леп. И тоа е тој Артос, што ете кај рускиот народ се зачувал како кулич. И сега сето ова, и овие две, и јајцата, и целата мрсна храна, после постот што е, исто обичај кој што го има кај рускиот народ, кај нас го нема, а е доста интересен и согласен со суштината на црковното учење, е кога целата ова храна на Велика сабота или на Великден, сега каде како со служба на Велика сабота е обично, во кошница ја носат во црква за да се благослови. И оди народ е благословува. Може имаше тука е. Тоа е кај секого. Тој обичај е зачуван. Не е изгубен ни кај новите генерации, ни под влијание е вакво или онакво. Значи, фала му на Бога, тој е зачуван и си има своја смисла. Значи, завршува постот и сега се носи една храна да се благослови, да после на трпезата да се јаде од таа храна. И тоа е исто еден од обичаите кои што ни се заеднички. И тоа заедничка трпеза во семејството на тој ден. Но прво, сега се вкусувало од, прво се приложила оваа храна и прво, што правил домаќинот на куќата, зема едно јајце од благословените црква и го крши, го дели на сите присутни. Сите овие обичаи обично се, гледате, има во нив и црковна содржина, има нешто народно, што не е, нешто останало паганско, разни елементи. Меѓутоа, нашиот однос кон сите овие обичаи треба да биде исправен. А исправен како е да не одиме во крајност. Значи во крајност одат тие што ги отфрлат, да ќе кажат, ај, тоа нема врска сега, обичаи народни, па има и пагански таму работи, па народот си измислува се и све. Едноставно народот си прави своја манифестација на прослава на еден празник. И тоа е сосема во ред. Исто како што и другата крајност па не е исправна да се апсолутизираат обичаите, па целосно се изземат од нивната суштина поврзана со празник. И уште еден обичај кој што го сретнав занимавајќи се со оваа тема кај рускиот народ, што ми остаje па многу голем впечаток, е дека во тек на светлата седмица, било порано, денес и тоа е подзаборави, можеле луѓето секој да се качи на камбанарија и да звони со камбана, од звонот. Јас ова го имам сретнато единствено на Света Гора и никаде на друго место. Затоа ми остае многу силен впечаток, затоа што е длабоко, суштински поврзано со прославата на овој голем празник. Поентата е, нели, славење. Цело време се звони. Веселба. И сега тоа во манастири на Света Гора е еден израз на веселба и прослава. Да му нема зурни тапани, ора, пеење и така натаму, што би го имало кај народ и го има и сосема во ред да го има. И затоа
многу впечатливо ми беше ова кога го сретнав, дека постоело како обичај, а разбрав дека денес се уште постои конкурс за звонар во таа недела. Се звонар, нешто да на кампања. Е се за да има конкурс, тој исто ќе треба да звони. Некако не е оној кој што е задолжен за тоа. И веројатно и таму така било. Како што јас тоа го видов на Света Гора, во секој момент од денот можеше секој да се качи и да звони. Дали е 2 сат, 3 сат, 9, 3, цело време чука камера. Значи тоа е еден од тие обичаи кои што се подзаборавени, но вреди да се спомнат и да се знае дека има длабока црковна содржина. Не знам со време како сте. Јас може некој ако има прашање, некој или да надополни, да каже, така е уште може ли да се надополни нешто? Тоа звонење е само во Рускиот манастир? Не. Свети Не, Пантелеимон не. или на сите? Не, секаде. Секаде. Затоа ми беше многу интересно кога го видов кај рускиот народ било тоа. Сега се И сега. Благовец. Јас сум учествувал, сум се качил. Еј, кога на Благовест? На Благовест. Да, Благовест кога и тоа значи црквата така се викаше. Благовест. И секој му дозволено кој сака да се качи. Тоа е многу интересно. И битно, суштински вака, може да изгледа за некој што не го видел како чудно, ама јас што сум го доживеал, мене воопшто не ми изгледа чудно. Има баш поскладено со тој период, светлата седмица. За кој благодатен, благодетен оган? Што е тоа? Благодатниот оган, да. Благодатниот оган е карактеристика за Ерусалимската црква. Тој слегува на надприроден начин. Тоа го има секоја година, сега на Велика Сабота ќе го има. На надприроден начин слегува. Се палат светите, патриархот го се пала и после сите примаат од тој оган. И тоа било само за Ерусалимската црква. Сега со современиве средства за превоз со авиони, почнало тоа да се пренесува, па некако малку како атракција, но е и благослов. И користиме современите средства на превоз, за ете и тој благослов да се проши. Така да, тоа е со благодатниот оган. Ајде. Хочу да прашам околу трикотомијата на човекот. Да. Во првата книга Моисеева пишува во почетокот Бог го создаде човекот од земјата, му вдахнува животоносен дух и станува жива душа. Значи добива живот, животворува. Сега дали тој животоносен дух пребива во текот на целиот негов живот, без разлика каква е слободата на човечката душа, дали таа тежна е кон Бога или се прикрува од злото, и дали причината за смртта, за настанувањето на телесната смрт е отклонувањето на тој божествен дух, напуштањето на таа трикотомија и всушност умирањето на телото и одделувањето на телото од душата. Да. Човекот е составен од душа и тело. Значи душата и телото се двата составни дела на човекот. А тоа, како што пишува там, што го кажа во Духот Божи, е животворната, животната енергија Божја која што постои во нас. Значи душата не може сама по себе да го движи телото. Треба и душата некој да ја движи. Создадена е. Значи се што е создадено не може да постои само од себе. Туку учествува во животот, а изборот на животот е Бог. И таа животворна енергија Божја постои во се. Се што е живо. Само се си има своја различна намена. Конкретно кај човекот,
тој дух, како што го кажете Божи, е таа Божја благодат, Божја енергија на животот, која ще дава живот на душата. Душата го пренесува тој живот на телото. Кога умира телото не е одземање на животниот дух од Бога, туку е напуштање на душата. И кога душата која што го движи телото, а таа движена од Божјата благодат, така оди некако таа скала, и таа кога ќе напушти, тоа што телото умира. Меѓутоа не е Божјата благодат исчезната од таму. Пример за тоа и показател се светите мошти на светителите. Гледаме ние како имаме нераспадливи мошти. Имаме Свети Василий Остршкиот цел. И не само тој. И тие што не се цели, моштите им се поинакви отколку на некој друг. И тоаш таа Божја благодат, која што тој конкретен човек толку е акумулирал во душата и за време на телесниот земен живот преминала и во телото, таа се прибива во телото. Значи не напушта. Така да последица, односно причина за смртта на телото е одвојување на душата од него, а душата живее од благодатта Божја, односно животворната енергија Божја. Така да составен од два дела, човекот кој што се создаден. А Божјата енергија е несоздадена и таа постојано функционира и не одржува. Затоа за Бога велиме и дека се држи. Значи постојано одржува себе живот. Тоа важи и оние кои што прибегнуваат, односно пред се прибегнуваат кон Бога, и оние кои што се За секој. Богу отпаднешто. За секого тоа важи. И секого тоа важи. Тој што е богоотпадништво, тој рековме, тој живее по своја волја во обратно од доброто, односно во зло. И ќе трае тоа додека трае. Така. Но живее. Ние велиме дека е смрт одвојувањето на душата од Бога, односно колку што се оддалечува, таа умира. Ама умира на тој начин, не дека оди во непостоење. Или да правиме разлика. Смрт на душата е нарекуваме кога се одвојува од Бога. Се оддалечува. Колку и да се оддалечува, и тоаш е изгладнета, жеднета, од изворот на животот се одделува. Ама не се враќа во непостоење. Исто како што и телото кога се разложува не оди во непостоење. Тие елементи се присутни, паќа се соединат, нели за тоа стане. Значи, независно од тоа кој како се определува со својата волја да живее, Бог е животворец и тоа што го создал го одржува и тоа си е така. Но ако сакаме чисто теоретски тоа некако школски да го разграничиме, ќе кажеме душата е бесмртна, ама по благодат Божја. А сама по себе не е. Сама по себе е смрт. Како и се што е создадено. Значи се што е создадено, самото создавање е промена. Од небитие, од непостојачко, влегува во постоење и тоа веќе е промена. А се што доаѓа во постоење и е подложено на промена, тоа е смрт. Ајде се рече дека душата и смртта не е статична. Се усовршува, например, ако бил добар во добрините, лош. Тој што е лош, како промени има ли таму? Тој што бил лош во усовршувањето, да приеде на добра страна. Да, добро, ти ова добра и лоша страна. Добро. Дали Star Wars. злата душа е бесмртна? Тоа сака да праша. Не, тоа ти беше? Не, во усовршувањето, например, дали човек се совршува, например, дали Јасно. Значи, тоа што кажав, наслагите на злото, преку страстите, преку она што се навикнала душа, ги носи со себе. И се ова е битно да не го испуштаме, да не биде само така кажаме. Единствената реалност по напуштањето на душата делото е Бог. Единствената реалност. Бог го привлекува тоа што му е него сродно, него сродно. Нели на почеток кажав за таа богообразност,
за да има во човекот некој елемент што ќе го влече човекот кон Бога, функцијата има душа. Се таа оди, Бог ја влече. И треба да пребива во Бога. Ама заради тоа што еве условно во зло, сега тоа има степен. Тука не може да кажеме, да го генерализираме степен. Страда, нели? Тоа што е како пекол Логан наречено, страда душата. И таа наслага така се чисти. Полека тоа зло, кое што нема постоење обратно од доброто, ја губи сила. И сега, аналогно на тоа, кој колку наслаги на злото си собрал на душата, толку време треба да се очисти. Светите оци тука прават споредба со чистење на злато, со оган. И тоа така оди. Сега ова може да звучи, ова не е мое, конкретно Свети Григорий Ниски, ова многу убаво го објаснува и тој е еден од свидетелите кој што најмногу се занимавал со ова и од опит ни го кажува и дахновен и просветлен од Светиот Дух. Сега да не се свати тоа, некој може да каже дека сега тоа е воспоставување на целата природа, злото исчезна, значи сите се спасуваат и се, да, злото исчезнува. Не може да постои. Разликата со некои други погрешни учења што биле низ историја и може и денес ги има, е во тоа што учат и мислат дека има циклично движење. Во смисла, целиот овој процес што ја накратко го кажа, од почеток па до крај, сега ќе исчезне злото, нели ќе се исцели се, ајде пак од поново. И као така да функционира човештвото со непрестано, нели? Ја тоа сум го сретнал како мислење и сега во денешно време. Значи така се чисти душа. Бог е тој што ја чисти. И затоа може да се сретни исто кај оците дека Бог е пекол и Бог е рај. Одна фреска, јас сум ја кажувал, фреска што ја има по средновековни манастири, а не знам и у Лесново дали ја има. Има некаде кај нас. Обично е во нартексот и од Христа излегува две реки огнена и светла, ама од Христа излегува. Христос не е тој што прави зло. Љубовта Божја е таа, да речеме, што го гори оној што не навикнал на љубов. Уште вака по една реченица да го кажем. Така да тоа се процес. И кога ќе изгори скроз тој гној од човечката природа скроз која ќе истече, тогаш таа рана ќе се залечи. Но тоа е долготраен процес. И не е нешто што е многу лесно па човек да каже, а па добро, ај тогаш шом ќе биде така и да се тераме, како што мислиме на тераме. Нас тука и 5 минути пекол не е многу. А замислете тоа. Друго нешто? Страшниот суд, ја да кажам. Ајде. Страшниот суд и то 40 дена душата после поколение околу тоа. Што се случило како и страшен суд слушаме тоа. Не добро, се страшниот суд. Народ Божиот. Секако Боже, да, страшниот се нарекува страшен суд. Со тоа што кај во современиве јазици, кога ќе кажеме страшен, повеќе не асоцира на нешто хорор. Не, ужас. Додека ова страшен суд. Одиме според црковна терминологија, која што е старогрчки термин да користиме фоверос. Го нема значењето на хорор. Туку го има значењето на нешто величествено. Нешто фасцинантно. Нешто што предизвикува страво почит, ајде, некако. Ама буквалниот превод на зборот страшен асоцира на нешто такво и сега
Многу представи, сцени се направени после. Судот е тоа. Ова е река на фреската во манастирите. Значи судот е кога секој човек има суд, прво душата прво кој ќе излезе од телото. Па после тоа тој страшен суд е сеопштиот, тоа е на крај по општото воскресение. Но како и да е, едното и другото. Судот што е? Кога ќе се соочи човек со Бога. Тоа е суд. И ништо друго не. Затоа има таа светлина, Божјата светлина која ќе озари темнина. И Божјата светлина кога го озарува еве сега човек. Зашто судот не е само нешто што ќе биде, судот е и тука. Се случува кај човек, кај секој кој што е добронамерен и сака да ја живее според целта за која што е создаден, не во еден момент, туку во повеќе, да открие во себе некоја страст, некоја зло, нешто, што до тогаш не го гледал. И дори да се ужасне од себе си. Тоа е исто суд. Пред страшниот суд. И пред привремениот суд. Тоа е Божјата благодат, Божјата светлина. Кој ќе го посети човек, тогаш го оголува буквално од моја трга маглата, за да види тоа што не го видел. И сега тоа докато сме тука имаме можност за преумување и за поправање. А после едноставно човек гледа се. И тоа е судот. И судот е во тоа не дека Господ седи со адвокати, со судски совет, па сега ќе одлучи кој на колку ќе биде осуден. Туку секој предходно прашање, секој според состојбата своја и наслагите на злото што ги има, минимално или многу, се осудува сам. Гледајќи го Бог. Односно не можејќи да го гледа Бог. Ако е Бог сета реалност, а душата не е способна да учествува во таа реалност, бега. Сака да избега. Дјаволот зашто е представен на иконографија црн, затоа што пребива во темнина. Бега од светлината, затоа што светлината ги открива тие дели. Значи тоа е судот, тој што почнува од сега. Да, и сега после тоа за 40 дена и поврзано е обично со тие така наречени митарства. И тоа е прикажано, па исто човек, поготово човек од наше време, и тоа морам секогаш го нагласувам, затоа што таква не е перцепцијата заради времето во кое живееме, тоа ќе му биде од домен на научна фантастика. Приказ на бајка. Напишано е на времето, според епохата во која што живее луѓето и го разбираме тоа. Е сега, на наш јазик да го преведеме, тоа е секоја страст која што ја има човекот и ама ја има не се бори, не изразил желба за покаяние, така натаму, во тек на животот, туку доброволно е роб на таа страст, кажеме, нека е блудна страст, нека е сребролюбие, нека е злопамтење, користолюбие. И тоа е она што го спречува да се издигне кон Бог. И затоа е наречено митарство, митарство е царина. Сето тие се термини, како и пекол, и рај, и оган, се некако да се приближи за да ни биде појасно. А не да ги сватиме буквално дека стои царини. Да, има демони таму, вика, кои што се борат за душата да ја земат, дека им припаѓаат нив. Да, секоја страст има свој демон. Ама тоа па од нас зависи. И сега тоа е од прилика тоа и на 40 ден и како е прикажано појавата пред Божиот суд и се. Но најважното
по целата таа работа, затоа што ние нешто знаеме. Нешто ни е откриено, ама у голема мера не знаеме. И нити па смееме да си даеме, не знам, задача да знаеме се. Тогаш ќе дојме во сатанската гордост. Знаеме онако што треба да го знаеме. Најважното е тука молитвата за упокоение. Таа е таа што им помага, затоа што е израз на нашата љубов за тие луѓе, дека сакаме да се во заедница со нас. И тогаш Бог на таинствен начин помага. Значи тоа е отприлика за судот. Друг некој? Само поврзано со темава да не биде за било што. Ако нема. А нема. Значи се е јасно. Супер. Тогаш да привршуваме. Иле